2019 година ќе остане запаметена и по силниот отпор на движењето против рудници и нивната борба да се одземе концесијата на компанијата Euromax Resources. Она што вчера заврши со славие. Во јуни почна со двонеделни блокади на истото место, кога активисти и жители на општините Босилово и Новосело го блокираа патот кај Брана и Ловица, што води до потенцијалниот рудник, и тогаш ги спречија археолошките истражувања што требаше да ги заврши Струмичкиот музеј. Очекувањата се само за едно решение. За нас постои само едно можно решение, а тоа е денес да се донесе одлука за одземање на концесијата за рудникот Иловица Штука. Мислам дека се исцрпени сите можни аргументи кои одат во прилог на таа одлука. Мислам дека му е олеснета работата на премиерот и на владата и дека тој не треба да одложува. Одложувањето на одлуката, макар и за една недела, може да донесе штетни работи и за самата општествена состојба и за самата тензија овде која се случува, бидејќи, како што знаете, имаме контраблокади кои што се платени. Така што, според нас, ние сме денес тука собрани да ја чекаме информацијата за која се бориме 2,5 години. И веруваме дека таа информација ќе биде дека рудникот Иловица Штука ќе биде сопрен. И не прифаќаме никаква друга информација. Јас по сите видувања, значи, по се това што го изудихме до сега, очекувам денешниот ден да биде успешен. Зашто нема веќе место, простор да некој нешто долговлече, закрива или да каже не знам, не сум чул. Јас благодарам на екипите кои од други места ни помагат. Еколошките друштва, Новосело, Струмица, други луѓе, докторката и така на нам. Се е слушнато и кажано. Нема место, значи да се оште чека и мисли некој дали така, дали така. Значи јас со всичката моја храброст очекувам од устата на премиерот да каже нема да има рудник. Јас така. А ако воспротивно каже друго или не бидне това, значи нема што да прогнозираме се што ќе се случи, времето и днината ќе си каже. Значи ќе платиме сите со нашите животи. Владата потоа одлучи еднострано да го раскине договорот со концесионерот, но за конечно одземање на концесијата се чекаше уште неколку месеци. Активистите против рудници се придружија и на протестите за чист воздух во Скопје, а протестираа и пред владата. Сепак, концесијата на Euromax се одзеде дури пред неколку денови, а компанијата најави дека правдата ќе ја бара пред меѓународен суд. Откако вчера ја прославија, како што ја нарекоа активистите, победата, најавија дека ќе продолжат со борбата за здрава и чиста животна средина и ќе одбарат област на која ќе се фокусираат и ќе се обидат преку граѓански активизам да влијаат и да побараат решенија. И затоа мислам дека многу народ почна да верува откако се оствари тоа, откако се одзеде концесијата, почна да верува дека всушност можеме заедно да направиме, ако целта ни е јасна, ако целта ни е чиста, можеме заедно да направиме големи промени во вистинска смисла. Така да во таа насока ние би како здружение би почнале да се занимаваме со тоа, со најголемиот проблем во моментот, нели, после рудникот, тоа е загаденоста на воздухот и решувањето на некој начин на дивите депонии. Така да тоа се нашите генерални насоки, но се разбира ќе алармираме и ќе присуствуваме и ќе гледаме да остваруваме во јавноста многу повеќе, да изложуваме работи кои ги засегнуваат, кои ја засегнуваат здравата животна средина. На почетокот имаше луѓе кои што кажуваа дека што да правиш, как за сите така и за нас, ние тоа не го прифативме и се покажа времето дека работите може да се решат и на некој друг начин. Иначе сега прво да одмориме, празниците добро доаѓаат и после ќе пробаме да лоцираме, ние додуше ги знаеме, меѓутоа да видиме со кои други проблеми ќе се зафатиме во Коштец. Ги има многу. Знаеме дека ги има многу разни загадувања и така натаму, депони, 300 чуда.
меѓутоа треба да одбереме нешто и да се концентрираме на тоа за да можеме да го завршиме успешно на ист начин како и сега што направивме. Рудникот на Диловица и Штука има значителни количини злато и бакар, но граѓаните бараат државата за секогаш да се откаже од експлоатација и да се гарантира еколошкиот аспект на југоистокот, кој е еден од најголемите производители на храна во Македонија.